Добро вечер. Го следите централниот дневник на К1. За актуелните случувања во регионот, Македонија и светот веднаш по најавата за дневните настани. Останете со нас. Со владина помош до поголема меѓународна промоција, македонските земјоделски компании дел од големите светски саемски манифестации. На дел од улицата 11 октомври во Демир Капија деновиве се изведуваат градежни активности. Нутриционизмот професија која испловува на површина. До крајот на оваа година, домашните компании ќе имаат на располагање 30 милиони евра средства, кои се дел од поволната кредитна линија на Македонската банка за поддршка и развој. Премиерот Груевски нагласи дека ваквите субвенционирани кредити се помош за економски раст на домашната економија. Домашните компании имаат можност до крајот на годинава да искористат средства во износ од 30 милиони евра преку поволната кредитна линија од Македонска банка за поддршка на развојот со субвенционирана камата, која што не е поголема од 5,5%, најави премиерот Никола Груевски. МПР има значајна кредитна линија со која што многу помага. Таа кредитна линија ја обезбеди владата. До сега 350 милиони евра. Владата обезбеди средства од главно од Европската инвестициона банка, со кои што се овозможни субвенционирана камата со голем рок на отплата од 8 или повеќе години. Како што знаете, таа камата е субвенционира владата и не се дозволува да биде повисока од 5,5%. Овие денови се пушта новата транша од 6,8 милиони евра кои ќе отворат околу 100 нови работни места и ќе значат реализација на 61 проект, истакна Груевски. До крајот на годината треба да се инвестираат уште 30 милиони евра, така што тоа е одлична шанса за компаниите, за домашните компании. Ова е пред се овие мерки, овие кредитни линии, овие поволности, овие субвенционирани камати од страна на државата се наменети за домашните фирми и за домашната економија со цел директна помош на домашната економија и на домашните фирми. Тој нагласи дека покрај субвенционираните кредити за домашните компании се предвидени и други мерки, а и сите мерки кои како бенефит се прават за странските компании се од корист и за домашните. Овие 350 милиони евра се искористија од домашните фирми. Субвенционираните камати ги плати буџетот, државата. Тие отворија досега околу 6200 работни места. Значи, само од овие средства се отворени 6200 работни места. Така што станува збор за директна, значајна помош за домашниот сектор преку државата, односно во случајот преку Македонската банка за развој. Тој ги повика компаниите што имаат проекти и што имаат план побрзо да аплицираат преку комерцијалните банки за преостанатите 30 милиони евра од кредитната линија, за да се искористат парите до крајот на годинава, бидејќи тоа е крајниот рок што го имаат дадено банките од надвор. Лидерот на опозицијата Зоран Заев во емисијата Вин-Вин си го покажали вистинското лице и тој по телефон се карал, навредувал и се обраќал со повисок тон. Тој вели дека бомбите се фарса и не докажуваат ништо. Лидерот на опозицијата Зоран Заев во интервју во емисијата Вин-Вин, која се емитуваше на 24 вести, вели дека по телефон се кара, навредува други лица, се обраќа со повисок тон, но и дека телефонските разговори какви што инаку пушташе во текот на објавувањето на бомбите не докажуваат ништо и не се сликата за тоа каков човек е носителот на разговорот. Заев за пример посочи дека и тој го навредувал сопственото членство во телефонски разговори, но тие не биле доказ за нешто. Знам да ги навредам моите сопартици. Знам да некој пат донесам одлуки и ги соопштувам брзоплето по телефон. И тоа е приватност. Тој исто така вели дека бомбите се фарса и не докажуваат ништо. Секој пат сме во приватните разговори поопуштени, послободни. Зборуваме и некои работи што не ги мислиме. И тоа е така.
Знам да ги навредам моите сопартици, знам некој пат да донесам одлуки и ги соопштувам брзоплето по телефон, но тоа е приватноста, истакна Заев и вели дека телефонските разговори не се мерило за тоа каква е личноста која ги објавува. Инаку, токму за зборовите изречени во приватни разговори на представници од власта, тврдеше дека ја отсликуваат реалната слика на говорниците. Отвора ли Заев ново прашање на што да му веруваат граѓаните? На сега искажаните зборови или на оние од пред 3 месеци? Се одмоткували клопчето Телеком. Порталот Република пишува дека покрај Бучковски, Шекеринска, Макрадули, Жерновски и Пенов, уште едно лице од раководството на СДСМ е поврзано со аферата. Информациите за можното незаконско работење на Телеком во последниве неколку дена ја откриваат сликата за тоа како не така одамна во Македонија некој заговарал и работел на полето на либерализација на мобилната телефонија. Порталот Република пишува дека покрај Бучковски, Шекеринска, Макрадули, Жерновски и Пенов, во документите од судот во Њујорк имало уште едно име од високото раководство на СДСМ од време на аферата Телеком. Професорот на правниот факултет во Скопје Дејан Мицковиќ, кој беше близок соработник на премиерот Владо Бучковски, е еден од клучните ликови во аферата Телеком и еден од луѓето чие име најчесто се спомнува во документите изнесени пред Окружниот суд во Њујорк, кој води процес за оваа афера против тројца поранешни директори на Маѓар Телеком, поради сомнеж дека потплатувале владени функционери во владата на СДСМ, пишува Република. Мицковиќ беше висок функционер во македонски телекомуникации. Тој беше председател на одборот на директори во компанијата и според документите изнесени од обвинителството пред судот, директно учествувал во преговори меѓу македонската влада предводена од СДСМ и унгарските директори во Маѓар Телеком, како и со двајцата грчки посредници Михаил Кефалојанис и Ставрос Тавридис, кои имале споредничка улога во име на грчкиот бизнисмен Димитриос Контоминас. Некои од коментарите на Мицковиќ кои се достапни на судот покажуваат дека македонската влада вршела притисок врз Маѓар Телеком, најавувајќи на компанијата дека ќе се соочи со високи давачки за концесија, нема да може да ја сподели дивидендата и да ја изнесе од државата и нема да смее да врши реорганизација и отпуштања од компанијата. Една од овие пораки е испратена на 23 мај 2005 од Елеонора Тупанчевска од Македонски телекомуникации до Дејан Мицковиќ. Тупанчевска на Мицковиќ му доставува план за действување на владата со кој се предвидува дека Македонски телекомуникации мораат итно да исплатат дивиденда од 90 милиони евра, од која владата на Македонија како акционер во компанијата ќе добие 42,4 милиони. Владата ќе му дозволи на Маѓар Телеком да го изнесе својот дел од дивидендата надвор од државата. Доколку Маѓар Телеком одбие да ја изврши оваа исплата, побарана во период кога приближуваат парламентарните избори во 2006, за кои од СДСМ на унгарските директори им најавиле дека се исклучително важни, тогаш Маѓар Телеком биле информирани дека ќе има последици, стои во документот, а пишува Република. Професорот Дејан Мицковиќ испрати писмо со реакција дека не е вклучен во никакво незаконско дејствие. Владината поддршка на домашните земјоделски компании за организирано присуство на најголемите саемски манифестации во светот дава резултати. Во 2013 и 2014 година 80 компании кои учествувале на овие саемски манифестации, само во времето на деновите каде што присуствувале на саемите, реализирале сделки со странски компании за пласман на производи на странски пазари во вредност од над 20 милиони денари. На меѓународните саемски манифестации се почесто присутни македонски компании. Владината поддршка за промоција на домашното земјоделско производство е причина компаниите од овој сектор да се присутни на саемите во земјите кои имаат огромен потенцијал за откуп на македонските производи. Во досегашниот период оваа поддршка ја финансираме со некаде околу 1,5 милион евра и таа дава навистина позитивни резултати. За илустрација,
компаниите кои што учествувале на овие саеми, а чие што учество го помага владата на Република Македонија, само во деновите додека се одржувале саемите, со своите странски партнери исклучиле договори за пласма на македонски производи во странство во вредност од над 20 милиони евра. Поддршката која компаниите ја добиваат се однесува на 100% покривање на потребните средства за закуп на просторот на саемот, изработка на национален штанд, но изработка на промотивни материјали. Тоа е навистина добра мотивација и за останатите компании кои што имаат реален извозен потенцијал да земат учество во ваквите активности, а тоа може да го направат со едноставно пријавување во Министерството за земјоделие. Следните саеми ќе бидат во Германија, Ануга во Келн, потоа во Кина, Провајн, ќе имаме и поголем број на промотивни настани за промоција на македонското вино во Данска, Холандија, Англија, Соединетите Американски држави. Тоа е добра можност за искористување од страна на домашните компании од областа на земјоделството и од преработувачката индустрија. Во изминатите 2 години, повеќе од 80 компании и издруженија на земјоделци ја искористиле оваа владина помош. Годинава бројката се очекува да биде многу поголема. Само во првите 3 квартали 40 компании учествувале на меѓународни саемски манифестации. На делот улицата 11 октомври во Демир Капија деновиве се изведуваат градежни активности. Реконструкцијата е предвидена со годишната програма на општината за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Демир Капија. Истата треба да се пушти во употреба многу скоро. Чистење на трасата и поставување на премини за водоводна и електрична инсталација, тампонирање и поставување на бетонски ивици. Ова се дел од активностите кои деновиве се изведуваат на улицата 11 октомври во Демир Капија. Реконструкцијата опфаќа асфалтирање на коловозот во должина од 230 метри и 5 метри и 50 сантиметри ширина. Конкретно, градежни активности се изведуваат на улиците 4 и 6 од деталниот урбанистички план за Урбан блок 12 Демир Капија. Од општината велат дека во најкраток можен рок улицата ќе биде пуштена во употреба. По реконструкцијата на улицата 11 октомври ќе се продолжи со реализација на годишната програма која предвидува обнова и асфалтирање и на други градски коловози. Преку проектот Светската банка, општината планира асфалтирање на сите улици во градот. 2016 година здрави биле и живи. Во Демир Капија нема да има ни една улица не асфалтирана. Тоа е проект од Светската банка. Се задолжуваме некаде таму околу 500.000 евра и со тоа завршуваме со асфалтирањето на сите улици што постојат во Демир Капија и во населените места. Асфалтирањето на улицата 11 октомври ќе значи побрз и побезбеден сообраќај и ќе овозможи директен пристап кон центарот на градот. Средствата се обезбедени од буџетот на општината, планирани во годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Демир Капија за 2015. Фондот за здравствено осигурување на Македонија склучи договор со 4 аптекарски станици и една подвижна аптека. Над 130.000 граѓани во руралните средини ги користат услугите на вкупно 66 аптекарски станици. 4 аптекарски станици и една подвижна аптека склучија договори со Фондот за здравствено осигурување на Македонија, информира директорот на фондот Сашо Стефановски. Аптекарските станици ќе бидат во Струшкиот, Битолскиот регион, Студеничани, додека подвижната аптека во општина Валандово. Истите ќе започнат со работа од 1 октомври. Досега во земјава се отворени 66 аптекарски станици, а покриваат над 130.000 граѓани во рурални средини. Со овој проект, со проектот аптекарски станици, заедно со Министерството за здравство се трудиме да ја доближиме достапноста на лекови до граѓаните кои што живеат во руралните средини. Како фонд континуирано правиме напори за да обезбедиме достапност до лековите што е можно поблиску до местото на живење на нашите граѓани. Стефановски информира дека отворените денови на Фондот за здравствено осигурување продолжуваат, а нивната цел е остварување средби со граѓаните и осигурениците кои имаат потреба да дознаат нешто повеќе за услугите што ги дава фондот или пак имаат одреден проблем за кој може да се најде брзо решение.
Вардарскиот плански регион е лидер помеѓу регионите во Македонија по бројот на реализирани проекти. Транспарентноста во работењето е една од главните причини за тоа, вели председателот на Советот за развој за Вардарски плански регион Славчо Чадиев. Бројот на остварени проекти и начинот на нивната реализација го прави Вардарски плански регион лидер меѓу регионите во Македонија. Председателот на Советот за развој на Вардарски плански регион Славчо Чадиев потенцира дека за тоа придонесува и транспарентноста во работењето, како една од главните карактеристики на регионот, отчетноста за искористените средства, но и рамноправното вложување во сите 9 општини кои се дел од овој регион. Јас како председател на Вардарскиот плански регион само можам да изразам задоволство од начинот на како функционира Вардарскиот регион, како работат 9 градоначалници, како се имплементираат проектите кои што се обезбедени преку проектирањето, односно аплицирањето од страна на службите на Вардарскиот плански регион. Градоначалникот на општина Демир Капија и член во Советот на Вардарски плански регион Трајче Димитриев изрази задоволство за успешната меѓуопштинска соработка и реализираните проекти во соработка со Центарот за развој на Вардарски плански регион. Можам да го пофалам Вардарски плански регион, овој состав стега што ги имаме, прекрасно соработува. Може тоа и до председателот на Вардарски плански регион до Чадиев. Може ја бев скептик на почетокот, но сега видов дека имаме огромна соработка. На последната 14-та седница на Советот на Вардарскиот регион се донесе одлука за проширување на годишната листа на предлог проекти за 2015-та, со уште 2 дополнителни проекти. Првиот е фасадирање на средното училиште Колен Неделковски во Велес, а вториот е обнова на урбана опрема и хортикултурно уредување во Неготино. Селото Новачани полека се враќа во живот. Иселените граѓани се враќаат назад во своите семејни огништа. По урбанистичкиот план е предвидено Новачани да прерасне во етно село, кое ќе стане вистинска туристичка атракција и ќе придонесе да се зголеми бројот на жители во селото. Селото Новачани полека се враќа во живот. Во моментов број околу 20 на жители, а во текот на летото е најмногу посетено. Доста од жителите се враќаат назад во своите семејни огништа. Сточарството, овоштарството и земјоделството се главни занимања на жителите од ова село. Гледате дека ова место полека на сигурно добива на квалитет на експанзија, се враќаат доста од жителите да живеат овде, да го посетуваат ова населено место, бара да се урбанизира, да се парцелизира, да се донесе урбанистички план за ова место, бидејќи во непосредна близина и на автопатот, а и до нашиот главен туристички локалитет езерото Мост. По урбанистичкиот план е предвидено селото Новачани да прерасне во етно село, кое ќе стане вистинска туристичка атракција. Веќе гледате се направени и реконструирани дел од куќите, се реконструира и црквата, меѓутоа е зацртано тука во подолгорочната стратегија на општина Велес да се подготвува на овој терен урбанистички план за етно село. Значи туристичка локација, туристичка атракција која би привлекувала туристи во целокупниот комплекс на Велешкото езеро. Градоначалникот Чадиев смета дека со изградбата на водоснабдителната мрежа и изработката на урбанистичкиот план ќе се зголеми интересот кај населението за враќање во селото. Учениците со зголемен интерес за студирање на насоката нутриционизам при Технолошко-техничкиот факултет во Велес. Во Македонија оваа професија полека, но сигурно испловува на површина. Покрај нутриционизам, митните студенти на Технолошко-техничкиот факултет можат да изберат насока прехранбена технологија и биотехнологија. Заинтересираноста кај учениците да се запишуваат на насоката нутриционист се повеќе се забележува во однос на другите струки од областа на прехранбената дејност. Во Македонија полека, но сигурно, оваа професија испловува на површина. Иако во дел од земјите во Европа, нутриционистите се признаени како прехранбени инженери, сепак Министерството за здравство и Министерството за образование и наука создаваат услови за овој статус да се промени. Во одредени земји од ЕУ не признаваат како инженери, додека нашата желба би била да ги признаат нутриционистите како диететичари, како здравствени работници. Така да во Македонија се уште не постои одредена законска нормативи, значи не постојат, и тука имаме една дилема како понатаму да постапуваме. Значи наша желба би била двострано да се признаваат
и како инженери и како нутриционисти. Но имаме одредени соработки со Министерство за здравство кои што се во тек. До сега над 100 студенти дипломирале на оваа студиска програма. Дел од нив веќе се во работен однос во оние фабрики кои во Македонија се занимаваат со прехранбената индустрија. Можеме да се пофалиме. Имаме вработени во Виталија, фабриката за здрава храна, имаме во Житолукс, имаме во Витаминка Прилеп, а најновите вработувања на нутриционистите се од страна на фирмата Зегин, која што отвори дел за здрава храна. Дел од нив си најдоја сопствено вработување, отворија свој консалтинг за нутриционизам, своји бизниси отворија. Технолошко-техничкиот факултет покрај нутриционизмот како студиска програма на студентите им нудат прехранбена технологија и биотехнологија. Двете студиски програми се барани на пазарот на труд во прехранбената индустрија. Сончево и топло време имаме и викендов, а од следната недела се очекува голем пат на температурите за 10 Целзиусови степени. Лекарите предупредуваат дека ваквите временски промени најмногу ќе ги погодат хронично болните, бремените жени и повозрастните лица. Сончево и топло време ќе има уште викендов. Од следната недела се очекува пад на температурата за 10 Целзиусови степени, што според синоптичарите ќе биде втор голем пад на температурата, проследен со врнежи и ветрови во изминатите 2 недели. Лекарите предупредуваат дека од ваквите временски промени најмногу ќе бидат погодени хронично болните, бремените жени и повозрастните лица. Иако велат дека е рано за вирусни настинки, сепак лекарите не ја исклучуваат можноста наглото заладување да предизвика настинки и респираторни инфекции. Со промена на температурата, односно со незиното намалување, ќе се појават и настинките. Сето тоа е поради недоволната адаптација на телото на наглите температурни разлики. Со падот на температурите се зголемува и бројот на пациенти со респираторни проблеми. Изминатиот период екипите на брза помош најмногу реагирале кај хронично болните. Според докторите, овој период луѓето треба повеќе да внесуваат витамини, да не се изложуваат на провев и да се облекуваат соодветно на времето. Срјан Керим е македонски кандидат за функцијата генерален секретар на Обединетите нации. Продолжен рокот за постоење кризна состојба. Еврокомесарот Хан испрати порака дека треба да се помогне во кризата со мигрантите. Вестите од Македонија во продолжение. Македонски кандидат за функцијата генерален секретар на Организацијата на Обединетите нации, номиниран од страната на владата на Република Македонија, е доктор Срјан Керим, наш поранешен министер за надворешни работи и председател на 62-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации. Генерален секретар е една од највлијателните позиции во меѓународната заедница. Во соопштението од владата на Република Македонија, меѓу другото се наведува, Источноевропската група во Организацијата на Обединетите нации, на која припаѓа и Македонија, во ноември 2014 година зазеде заеднички став дека следниот генерален секретар врз база на принципот на ротација би требало да биде избран од незините редови. Како резултат на дипломатските консултации и високите оценки за неговото меѓународно искуство, познавањето на глобалните светски процеси и квалификации, а особено широкото признание меѓу земјите членки за председавањето со Генералното собрание, доктор Срјан Керим е личност што ги исполнува неопходните услови и критериуми да биде кандидат за оваа функција. Мандатот на актуелниот генерален секретар Бан Ки Мун истекува на 31 декември 2016. Рокот за постоење кризна состојба на јужната граница, поради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија, се продолжува до 15 јуни 2016. Собранието на Република Македонија ја прифати предлог одлуката со 82 гласа за и ниту еден против и воздржан. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков, образложувајќи ја потребата од продолжување на рокот, рече дека веќе донесената одлука за прогласување на кризна состојба во траење од 30 дена ги даде резултатите, но дека се соочуваме со ситуација во која причините за прогласување на кризната состојба продолжуваат да постојат. Според информациите со кои располагаат, бројот на илегални мигранти кои би ја користеле така наречената Балканска рута нема да се намали во догледно време. Чавков додаде дека владата, надлежните институции и Центарот за управување со кризи продолжуваат да ја следат состојбата на дневно ниво и врз основа на направените анализи се носат соодветни одлуки.
за справување со зголемениот број мигранти, како што рече, и изготвени план за одговор со 3 различни сценарија, а кој од нив ќе се имплементира, зависи од развојот на настаните. Еврокомесарот за проширување и соседска политика на Европската унија Јоханес Хан при денешната посета на прифатниот центар за мигранти во Гевгелија најави дека од понеделник тим од Европската комисија заедно со експерти од Македонија кои пак ќе ги проценуваат и утврдуваат потребите од опрема, човечки ресурси и финансиска помош што ќе им биде потребна на властите за справување со кризата на јужната граница со мигрантите. Хан посетата ја изврши заедно со министерот за внатрешни работи Митко Чавков, директорот на Бирото за јавна безбедност Горан Чосавовски и евроамбасадорот Аиво Орав. Мислам дека ова е предизвик за вашата земја како и за другите земји, така што би било добро сите да изнајдат решение на ова прашање, изјавил Хан. Според министерот Чавков, посетата на кампот за регистрација на бегалци од страна на Хан е поддршка на напорите што ги прави Македонија за соодветен пристап во менаџирање на состојбите со мигрантите. Министерството за внатрешни работи информира дека преку територијата на Македонија од почетокот на годинава транзитирале 300.000 илегални мигранти, а откако е прогласена кризна состојба се регистрирани 35.630 мигранти, но вистинскиот број се смета дека е многу поголем. А од вестите од светот, најмалку 20 загинати во поплави во Јута. Во текот на вчерашниот ден над 4.000 мигранти влегле во Унгарија. Над 4.000 мигранти влегле во Унгарија само за еден ден вчера, соопшти владин представник во Будимпешта, додавајќи дека оградата на хрватската граница ќе биде завршена на полноќ. Унгарскиот владин представник нагласи дека се поставени 28 километри од оградата долж границата со Хрватска, од предвидените 41 километар, како и дека таа треба да биде завршена до полноќ благодарение на работата на 500 војници. Според Хрватското министерство за внатрешни работи во Хрватска, досега влегле на 17.000 мигранти. Председателката Колинта Грабар-Китаровик по итната седница на Советот за национална безбедност изјави дека може да се очекува голем бран бегалци со следните часови, а Хрватското МВР ги повика граѓаните што зборуваат источни јазици да станат доброволни преведувачи. Словеничката полиција употреби солзаве за растурање на група од неколку стотина мигранти кои се обиделе насилно да ја минат границата со Хрватска. Инцидентот се случил на граничниот премин Хармица, каде мигрантите поддржани од хрватски и словенички активисти барале да им биде дозволен влез во Словенија. Бројот на загинати во поплавите предизвикани од поројни дождови што е зафати американската сојузна држава Јута се зголеми на 20. Се трага се уште по едно 6-годишно момче. Во поплавите во националниот парк Зион се удавиле 7 туристи од Калифорнија и Невада, сите на возраст од околу 50 години. Додека сојузната држава Јута беше зафатена од поројни дождови, туристите биле на прошетка во паркот со површина од 600 километри квадратни и не успеале да се засолнат на безбедно место. Спасувачките екипи го открија телото на 33 годишен маж од градот Харикен, каде тој беше прогласен за исчезнат веќе неколку дена. Во соседниот град Хилдейл, бројот на жртви во поплавите достигна 12 лица, а спасувачките екипи продолжуваат да трагаат по 6-годишно момче што е исчезнато. Сите загинати се жени и деца, а најмалата жртва имала само 4 години. Вардар ќе ги одмери силите со Монтелје без Филип Лазаров и Петар Ангелов. Утре градскиот ракометен клуб Борец ќе го одигра првиот надпревар од ВИП Суперлигата. Вестите од домашен спорт во продолжение. Вардар ќе ги одмери силите со Монпелје без Филип Лазаров и Петар Ангелов.
Ова одлука шпанскиот стратег ја донесе непосредно пред заминувањето на ракометарите за Монпелје. Петер Ангелов долго време влечеше повреда на грбот, поради која паузираше месецов, а тоа очигледно се одрази во неговата форма, па затоа ќе остане во Скопје за првиот меч од Лигата на шампионите. Второто голманско место го потполни Страхиња Милетик. Лазаров беше веројатно најголемиот кандидат за второ отпаѓање од тимот, со оглед на тоа дека доскоро и тој имаше ситна повреда на коленото. Од 17 играчи кои Гонзалес ги има на располагање, 16 ќе влезат во записникот за надпреварот. Мечот Вардар Монпелје е закажан за утре во 17 часот. Утре градскиот ракометен клуб Борец ќе го одигра првиот надпревар од ВИП Суперлигата. На домашен терен ќе ги одмери силите со Металург 2. Од клубот велат дека противниците се млади, но многу квалитетни, така што ќе прикажат внимателна игра. Ракометарите на Борец очекуваат победа. Велат дека во тоа многу ќе им помогне поранешниот репрезентативец и левбек на Металург Раде Стојановиќ, кој неодамна потпиша за Борец. Надпреварот е закажан за утре со почеток во 18 часот. Ракометарите како и раководниот тим се надеваат на полна сала, а за возврат тие им ветуваат одлична игра. Следен противник на Борец после Металург 2 е клубот Прилеп од Прилеп. Игор Стефановски иđe. Викендов ќе го има финалниот настап за оваа сезона на последната трка од Европското првенство на ридски патеки во Бузет, Хрватска. Иđe на предпоследната трка во Словенија се стекна со недостижна предност на врвот во генералниот пласман, што му овозможи втор пат поред да ја освои европската титула на ридски патеки. Поддршката кога станува збор за македонски спортисти кои остваруваат врвни резултати е неизбежна. И оваа година за Бузет ќе отпатува навивачки караван од Македонија кој во живо ќе следат трката. Резултатот ни е во втор план. Пред се тука сме да се забавуваме. Драго ми е што ќе допатуваат многу луѓе од Македонија, чија помош многу ми значи. Се надевам дека ќе имаме убав викенд и сите заедно на крај ќе славиме радост. Вели иđe. Зад него импресивно доминантна сезона во која победи на 9 од досега одржаните 11 трки од календарот. Литванија се пласира во финале на Евробаскетот. Јувентус очекува конечно да стигне до првата победа сезонава во домашното првенство. Себастијан Фетел стигна до пол позицијата во Сингапур. Меѓународен спорт. Репрезентацијата на Литванија се пласира во финалето на Евробаскетот, откако во второто полуфинале во Лил ја победи Србија со 67-64. Ова за Србија беше прв пораз на шампионатот. Литванија покрај пласманот во финалето обезбеди директно учество на Олимписките игри во Рио. Најефикасен на надпреварот беше капитенот на Србија, Милош Теодосик, со 16 поени, додека кај Литванија Јонас Валанчиунас реализираше 15 поени, а одличен настап имаше Миндагус Кузминаскас со 13 поени и 9 скокови. Литвани утре во финалето ќе игра против Шпанија, која во првото полуфинале ја победи Франција со 80-75. Во дуелот за трето место ќе играат Франција и Србија. Двата надпревари се играат утре, а денеска е слободен ден на шампионатот. Актуелниот италијански првак Јувентус очекува конечно да стигне до првата победа сезонава во домашното првенство. Старата дама по првите 3 кола има само едно реми и 2 порази, но покажа дека кризата е заборавена откако победи со 2:1 на гости кај Манчестер Сити. Во тимот на Дженова пак летово потпиша македонскиот напаѓач Горан Пандев. Популарниот Пандев зад себе има повеќе од една деценија во серија А. Единствено минатата сезона не беше дел од неа кога го носеше дресот на Галатасарај. Јувентус е најсилниот тим во Италија, но токму против него јас играм добро, вели Пандев за утрешниот надпревар помеѓу Дженова и Јувентус. По стартните 4 меча во германската Бундеслига, Борусија Дортмунд покажа дека има тим кој може да му парира на Бајерн Мюнхен во трката за титула. Милионерите имаа перфектен баланс, а сега ги очекува дербиото на свој терен против Бајер Леверкузен, каде треба да ја потврдат добрата форма. Главните фаворити за тронот во Шпанија пак Барселона и Реал Мадрид се големи фаворити на свој терен во дуелите со Леванте и Гранада. Манчестер Сити одлично почна во премиер лигата, тие го пречекуваат Вестхем и веруваат дека може да ги победат. Пари Сен-Жермен пак, по киксот од минатата недела, повторно ќе атакува на 3 бода на гости кај Реим.
На денешните квалификации во пресрет на неделната трка на Гран При на Сингапур, Себастијан Фетел стигна до полпозицијата, што е огромно изненадување. На квалификациите во текот на целата недела доминираше тимот на Мерцедес, но Хамилтон и Росберг овој пат не успеа да остварат најдобро време. Резултатот на Фетел денес добива на значење ако се знае дека Ферари последен пат се нашол на полпозицијата во Хохенхаем во 2012 година. Тој сосема заслужено стигна до првото место пред Дани Рикардо со Ред Бул и Кими Рејконен. Четврто најдобро време имаше Даниел Квиат, Хамилтон беше петти, додека Росберг на шестото место. Времето во земјава денеска беше претежно сончево со температури до 35 степени. Да погледнеме какво време не очекува утре. Тоа беа информациите за денес. Останете и понатаму со програмата на К1. Ви посакувам пријатна вечер.